едно нешто што го приметив од кога почнавме да зборуваме, не правиме преглед на трките и не кажуваме резултати, туку едноставно се надоврзуваме на муабетот за они што ја гледале трката. Ако не сте ја гледале трката, први го гледате муабетот, веројатно делови нема да бидат комплетно интересни и јасни, така да изгледајте ги трките, па после слушајте не, пошто немаме намера да раскажуваме. Како велат старите или нашите, железото се кова додека е врело, така? Помина една недела, Ниџа, од кога го пуштивме првото видео или не? Да, точно недела. Значи, ритуал во недела од спалната соба. Неделно попладне имаше една емисија. Што треба да кажеме, Ниџа, прво? Фала на сите што директно или јавно искоментираа на различните места каде што го нашле видеото. Имаш нешто да издвоиш ти од твоите реакции, пошто знам дека тебе ти е прв пат пред мали камери вака. Пред малите екрани, на малите екрани. Да. Па ништо посебно, само што ете со што повеќе реакции, тоа повеќе стимул за да снимаме уште. Едноставно, ако има некој што го слуша сето ова, има поента да се прави. Она што го знам јас со сигурност, пошто крижам содржина на интернет многу повеќе од 15 години, знам дека суровите апсолутните бројки не секогаш се вистински од двигател, некој пат кога ќе се погоди еден коментар 2-3 кој што може биде задоцнат, ќе биде после месец, 2-3 недела дена, ќе ти го направи денот и ќе ти оправда се труд што си го вложил претходно. Така да јас барем сум научен дека не треба премногу да очекувам на сам почеток, но во секој случај сум задоволен и она што ми е многу важно е што ете со многу внимание, додека и претходно сум го немал, ама и викендов се станав рано са бајле, не во живо, ама со малце одложено, иако последната трка ја фатив и на крај во живо, пошто се развлече еден куп. Си ги изгледав трките од почетокот на официјалната сезона на Супербајк. Хајлајти. Така. Хајлајти, да. Сите три трки беа интересни, нормално. Мислам нормално. Па и не беше нешто кој знае колку интересно, знаеше минатата година да има некои процедурални трки, се знаеше однапред кој ќе победи и така натаму. Веќе беше предвидлива сезона, да кажам. Колку и да се бореше храбро и јуначки Топрак, ама едноставно условите беа такви какви што беа, предноста беше на страна на Баутиста цело време и тоа е тоа. Сега малку се израмнија силите, па ќе видиме. Очекувам нешто поинтересно и поинакво. Пак се кандидатува вака на Валија, пошто пак ми избега пониско. Добро си. Да, добро, има повеќе фактори кои што мора да ги земеме предвид за лудиот викенд. 7 различни возачи на подиум, 4, ако не се лажам, различни произведувачи, BMW, Ducati, Yamaha, така, и Kawasaki. Големи изненадувања би рекол, меѓутоа не знаеме дали Дукатито, односно Баутиста, не беше толку многу доминантен и јак како минатата година заради тежината или заради тоа што пропушти сезона на подготовки? Па имаше пехови уште од лани, таа повреда на рамото. Мислам дека и неоправдано го критикува во MotoGP на онаа трка Wildcard на која што се појави, не направи ништо човекот, не е само затоа што е на нов мотор, туку беше воочена физичка состојба. И тоа продолжи преку цела зима, без солидни припреми, нели, оние вообичаени. Нормално си се штедиш кога си повреден, тоа е тоа факт. Ама од друга страна неговиот тимски колега докажа дека Дукати воопшто не изгубил на снага. Напротив, он доминантно победи, нели, во првата трка. Така да очекувам да се стабилизира и Баутиста како ќе поминува време. Сега има добра пауза, ќе може дефинитивно да се беше изненадување, условно речено, доминацијата на Булега во првата трка. Малце се подизгуби после тоа, пошто заглави во гужва, ама
Сефте. Дечкото, да. Си одработи профи и ја искористи шансата, едноставно кажано, од минатата година како подарок нели на освојување на титулата во Суперспорт. Си продолжи во фабричкиот тим и со исто темпо и на припремите важеше за фаворит, онака притаен, ајде да кажеме, нели не знаеме припреми си се припреми, не е апсолутен показател, ама и со освојување на суперпол позицијата и со доминација во првата трка, иако падна неколку места на стартот, малце имаше нестабилен, несигурен старт, уште поголема заслуга има заради тоа што успеа и да се избори со неколку топ возачи на врвот на трката, така да очекуваме од него големи работи. Се жалел, кажал дека се уште не може да научи квачилото како функционира на другиот мотор, као пробувал, ама никако да научи како функционира. Очигледно Баутиста многу добро знаеше како функционира. Нема за замерувањето. Искатапултиравше. Да, Баутиста беше лут на старт, тоа беше од 9-та позиција до 2-та у прв свијок. На почеток на првата трка, саботната трка, кога излегоа напред двајцата рукија, односно новајли во Супербајк, и едно време си кажам, не, вајда дека може двајцава да бидат на подиум, онака, као која приказна било тоа. Толку многу зборувавме ние за доминација на тројцава, за овој, за тој, кој ќе се замеша, што ќе се замеша, од нигде никаде. Знам сега, у теорија од нигде никаде, ама така е, двајцата новајли на чело. Многу беше лудница. Така е интересно што новајли условно кажано е сето тоа, нели сите се тие во некои пониски класи, во други категории, веќе искалени, меѓутоа сепак други мотори, други гуми, други услови и така натаму возбудата кај Јаноне кој знае каква била после 4 години пост тркачки. Иако на подиум, кога застана после првата трка и изјавата што имаше, некако не делу, беше радосен секако, ама некако така воздржано, резервирано, ај чекај полека да не скокам, да не се лупам, нешто многу. Нормално, мислам, тоа само ти каже колку е искусен во суштина и колку се сталожил, пошто нели годините си го прават своето и ползата си го прави своето. Па би требало до сега да научи како да се сталожи. Имаше неверојатни шанси во кариерата и за фабричкиот тим на Дукати, и за Сузуки. Мислам си ги прокоцка и за Априлија на крај, нели, каде што задоби она казна, заслужена, веројатно. Не можеме да судиме, меѓутоа си има некој друг што суди. Он си ја однесе, така да ова му е второ раѓање во кариерата и би требало да биде малце попаметен да го искористи. Интересен ми е моментот дека и Баутиста некако, нели, втора фаза од неговата кариера процвета, условно речено. Еве го сега, супер на добар пат, покажува дека може биде Јаноне. Петручи е уште тука. Интересно е затоа што од една страна имаш млади возачи кои што се развиваат преку Супербајк, меѓутоа од друга страна имаш и пензионирани MotoGP возачи кои што доаѓаат и ви кажуваат дека имам ја уште што да кажам тука. Многу интересно затоа што улогата на Супербајк и комуникацијата со MotoGP сега некако ми се менува. Не можам да кажам дека е супер можност да овие што се, нели, излегуваат од MotoGP да отидат во Супербајк да си ја продолжат кариерата. Супер е тоа, ама по друга страна сакаш да има некоја млада крв и во моментов дело тоа како добра комбинација. И покрај тоа што најстариот, нели, и најискусен имаше тотално катастрофален викенд. Да, па добро, да, при крајот веќе се нагорна линија му заврши викендот, што е најверојатно најбитната работа, колку и да е лошо на почеток. Ако се заврши добро на крај, тоа се памти за разлика од тркачкиот викенд на Топрак, кој што имаше обратен редослед. Така да Баутиста
пак ќе кажам, мислам дека ќе си дојат коцките на свое. Почна многу резервирано, многу лошо и со пехови, и самиот кажа дека сакал да ги заштеди гумите на почетокот, меѓутоа паднал во онаа гужва каде што секој го тепаше таму, тоа беше масакр. Така да после 2 контакти више немаше што да прави. Џабе се враќаше го трка колку да извози километража. Младиве, па и така почна Ямаха со тимскиот поранешен колега на Топрак и Дукати со младиот булегар. Така да и тоа ќе биде сигурно нешто што ќе понатака ќе има улога во шампионатот. Не верувам дека тие 20 има само онака некаков пик да сега на почетокот за поврзаноста и на MotoGP и Superbike. Топрак одби да оди во MotoGP, иако можеби неофицијално му се имаше понудено да се префрли, рече дека рано му е уште или не сака да се префрли. Исклучена е таа опција веќе? Мислиш дека во смисол да се префрлат млади возачи од Superbike во MotoGP баш поради, да речеме, овој потек на Топрак како некаков индикатор дека обратно ќе биде, дека постарите ќе се враќаат назад, ќе доаѓаат во Superbike, или мислиш дека се уште е возможно млади да се префрлуваат ако се добри од Superbike во MotoGP? Јас мислам дека е скоро неверојатна шансата Топрак воопшто да продолжи во MotoGP, уствари да се обиде да се префрли. А за младите е проблем затоа што се возат на други патеки, не само самиот мотор и гуми што се страшно различни, тоа го осети и Топрак на тестирањето, туку и уходаноста на патеките, веќе познатата траекторија на движење и сопирање и забрзување, сето тоа мора да ти влезе во muscle memory за да можеш да извозиш како што треба. Тоа Джек Диксон го има осетено на своја кожа на оние патеки каде што има возено претходно, постигнува секогаш добри резултати, доека иако е веќе неколку години во класата, се мачи на останатите. Едноставно од 14 години кога возиш на некои познати патеки не е исто и на 20 години кога возиш. Така да тие две работи мислам дека се доста различни, а и има премногу јуниори во Moto3, во CEF, во Moto2 кои што чекаат ред за да дојдат во MotoGP. Мислам дека нема шанси да се врати. Булега, евентуално Булега можда би можел, затоа што он имаше таква несреќа да после маестрално настапување во CEF и беше најавен како супер талент, беше едноставно превисок, преголем за Moto3 и двојките, имаше пехови, имаше кварови и така натаму, и се изгуби. Среќа, негова среќа што се префрли во Superbike. Ќе зборуваме за The Elephant in the Room од овој викенд. за зелениот слон кој што можеби никој не го очекуваше. Да. Па и никој не го очекуваше. И не го очекуваше, сега да не се правиме паметни, нели, после војна да не се правиме генерали, меѓутоа имаат причина за не причина, туку след на нештата зашто дојде до такво добар настап на Кавасаки. Добија 500 вртежи повеќе од лани, значи со тие концесии и израмнување на перформансите, пошто факт беше дека лани беше веројатно најслабиот мотор, сега не знаеме точно, меѓутоа со таквите потези шампионатот гледа да ги израмни перформансите на моторите. После доминацијата на Реа, па он Кавасаки патеше заради намалување на вртежите за 500 вртежи, така да тоа е малата нијанса, а втората мислам дека што е многу поголема кај победникот на две од трките на Алекс Лоус е што тимскиот шеф го наследи од Реа фактички. Така да Риба е искусен волк и мислам дека доста му помогна ментално. Алекс Лоус не му треба врлини некои возачки, има он и искален јунак е, ама ете тие детали секогаш одлучуваат во мотоспортот. Значи малку самодоверба да му дадеш и веќе лета. Нормално со сите оние технички позадини што не знаеме
до детај. Да, затоа што она што мене особено многу ме израдува со исклучок на Honda, кој што веројатно и понатаму ќе продолжи да бидат тажни. Honda и лево и десно е лоша. Сите други производители, мислам 4 производители без разлика дали се сателитски или фабрички тимови. Океј, Yamaha немаше толку многу сателитски, ми се чини фабричките беа нели во врвот. Меѓутоа има солидни резултати кои што покажаа конзистентност, значи не беше тоа сега некаков момент на некој возач извозел лудачки па заради тоа бил таму напред, него евентуално него видов второто BMW и другите BMW-ња што направија, не успеав да се видам. Па добро е ова што кажа, не ги виде. Не ги видовме уопште затоа што очигледно само разгатливо е способен да го влече тој германски овчар напред, пошто дефинитивно BMW-то не е се уште на ниво, колку ќе успеа да го развијат во тек на сезона е прашање дали ќе се мачи Топрак со него да направи нешто повеќе и останатите возачи нормално, или беше оваа конфигурација на патеката не им одговараше, ќе видиме. Мада има и среќа што беше поделена трката на две етапи, затоа што се познати по тоа што ги јадат задните пневматици. Не знам што ќе беше да беше долга трка од 22 круга. Најверојатно ќе беше уште потрагично. Имаше еден момент после првата трка кога разговараа Баутиста и Топрак, кога демека му рече дека го поминал на правец овој со BMW-то, и кога дека Баутиста кога му рече као нека нема да се повтори многу пати демека. Да, сигурно си се насмеал под кацигата беше да го направи тоа. Јас барем кога го гледав се насмеал сега. По позадина некаде беше на позади сцена негде нешто разговара они двајца и го фатив негде по social media и као малото беше као добро, да, окей, радувај се, ама нема многу да ти трае. Да. Па добро, тоа му беше солна рана му беше на после секој дуел го губеше дуелот на правец, на очигледна снага на мотори, нормално боља тракција, бољи излез на правецот и така натаму. Ама возачки знаеше да го надмудри. Сега што би било кога би било, се тоа муабети. Има други трки ќе видиме. Она што ми беше интересно, можеби конфигурацијата на патеката влијаеше за тоа. Меѓутоа Топрак не доминираше толку многу на кочење, како што знае да доминира. Можеби конфигурацијата на патеката тука игра голема улога, не сум 100% сигурен. Меѓутоа дали е до BMW-то, дали е до него, дали е до патеката, не знам. Меѓутоа ми се чини дека не беше толку многу како да не се чувствуваше комотен во тој дел од возење. Па сигурно и прилагодувањето има врска, и патеката нема онакви stop and go, не е оваа патека, има течни кривини, не е мазни кривини кои што не бараат толку ултра јаки кочења. Така да ќе видиме на наредните трки баш сега во Шпанија. Следната патека е баш stop and go, така да таму очекувам да покаже нешто повеќе. Пак ќе кажам, колку ќе му издржи задната гума е прашање. Сепак он снагата ја осеќа од моторот и тука немаш да се воздржиш, стискаш на газ, тоа ти е работа, нели, тркаш си. Ама ќе треба малку и со глава да вози за да постигне подобри резултати. Пред да те прашам, можеби и како некој тип на заокружување на муабетов, сакам да те прашам топ моменти, 1, 2, 3 колку имаш, меѓутоа пред да ги кажеш топ моментите, морам да го спомнам ревијално тоа што заслужи Петрукс се качи на подиум. Да, добар е. Петрукс што знам, ја очекувам искрено. Лоши стартови има, не ми е јасно зашто така, многу време му треба дека почне да влезе во ритам, дека почне да поминува возачи. И лани беше така, и сега некако така почнува, дали со полно резервоар не може дека е потечок многу повеќе, нешто има. Дали гумите му требаат поише време да ги загрее, да му ликне. Не знам колку се иста спецификација, дали се со фабричкиот тим, мислам дека не се, пошто Барни е сепак може најслабиот сателитски тим таму. Опремата сигурно не им е иста. Меѓутоа, не знам дали не знае да се спреми за трка. Едноставно мора да почне да стартува од повисока позиција за да направи некој резултат, што не е филозофија нормално. Ако имаше стартови како Баутиста, онда немаше да има проблем, ама ќе си се мачи, али ајде имаше среќа. Да, буквално.
се надевам дека ќе има пак во текот на сезоната. Ќе видиме. А иначе за моменти, ако зборуваме, се знае. Последен круг во втората трка, Алекс Лоус од надворешна страна, Баутиста го претекнува онака као и шале. Имаше изјава после тоа Баутиста, рече како што не го очекував таму да нападне, мислам како бранев после тоа. Па нема да го очекуваш да. Да. Секоја честа, ете тоа е тоа што зборуваме само доверба. Значи тоа не го правиш колку и да си сигурен во моторот, ако не си слободен едноставно, ако немаш полет, пошто сега да се разбереме, он возеше 6, 7, 8 години заедно со светски шампион со Џони Рей, така да веројатно не се осеќал баш најкомотно. Сега имаше шанса да поведе да биде прва виолина во неговиот тим. Интересно тоа колку Алекс Басани, колку и да е талентиран, мислам дека има уште леп да јаде за да стигне до таква нека си улога. Многу ми е интересно, цело време го коментираме тоа психичкиот мен, психолошкиот мен, притисокот, нели, минатиот пат во првата епизода дискутиравме за тоа дека се растеретени кога си у фабрички тим, кога си у сателитски тим и така натаму, и за Мартин и за другиве. Страшно многу интересно колку објаснувањата зашто некој бил подобар или полош всушност ги подредуваме на моментот на психа и на позиција, нели, обкружување. Како да, знаеш како, пошто ние изолирано гледаме моменти од нивниот живот и од нивното однесување и мислиме дека сега тој момент, он бил се у фабрички и притисокот е таму и сега полесно му е, потешко му е, нема фокусот на целиот тим е на него, не е на него. Колку стотици јадници веројатно детали се упрашање, ама Ма да. Секако и пази сите тие детали ја прават атмосферата што ние не ја знаеме од надвор, меѓутоа сигурно дека за освојување на 6 титули сите работи се подредени, едноставно се осеќаш као дома и тоа ти е тоа, влегуваш у филм, у зона и возиш, газиш све пред себе. Сега, ајде за слонот да збориме у собата, значи вакво погубување на Реа не сме виделе да се изгуби тотално во текот на викендот, не ги знаеме сите детали, он каже дека као не смее да збори, зошто, како било. Знаеме дека Ямахата може да извози второ место, 2 втори места и така натаму во рацете на помладиот колега Локатели. Така да очигледно не е до моторот. Сега што и во изјавата Реа имаше речено као стил очигледно моторот е окей, пошто ете го Локатели го гледате дека може да направи перформанс, така да јас само треба да влезам. Да, и му честиташе. Само го посочи тоа, као стил. Да, не го обвини моторот, моторот мислам дека сетапот не може да си го најде човекот. Сетапот, она ти што каже, милион детали одлучуваат, значи јас стварно не би судел, имаше на Reddit, коментираат нормално на социјални мрежи што друго би се правело. Као, видовме кој е, уствари Реа и не знам што други критики. Значи, кој е Реа е најдобриот до сега, според бројки, ако зборуваме во World Superbike, така да глупо е да се коментира за него, верувам дека ќе дојде до некој ниво доста повисоко. Сега дали ќе се врати на старите патеки, не знам, очигледно моторот може, барем на оваа патека покаже дека може. Ако во равенката го додадеме искуството и победите на Реа на возењето на Локатели, нормално е да беше прв, нели? Тоа е за очекување. Моторот му го дозволува тоа. Сега имаш пех да вози сите возеа на нов асфалт и оние хајсайди без најава беа чести и Скот Рединг се здраво се лупна и Јаноне мислам дека имаше еден пат, а и Реа имаше 2 пата, еден во петокот на припремите и на сабелешната трка, уствари денешната трка. Доста здраво се исчука, го однесува на носилки, нели не знаевме до пред некое време што се случи со него, дали е повреден или не, среќа го видовме во падокот на социјални мрежи, имаше слики после, така да фала Богу добра е, сигурно ќе го боди све, ама има едно 4-5 недели до наредна трка да се среди. Така да ете тоа е тоа што зборуваме, колку се деталите битни во целава приказна. Кога почнува MotoGP?
MotoGP почнува понаредниот викенд. Добро. Да, така да имаме време и ние малце да се одмориме. Да се одмориме, само што почнавме од овие ноќни трки. Па да, ама ќе фатиме, нели, ќе пробаме напоредно да ги следиме двата шампионати, што нема да биде баш мислам ќе биде задоволство, ама си бара време и овакво следење, секако е задоволство, кога би го работел само ова, тоа би било Холивуд. Така да баш има време и они како организација, пошто Дорна нели е задолжен за двата шампионати, да едноставно посвети време и да остави импресиите од оваа трка да ни легнат и да дојдеме уште поспремни на MotoGP, на премиерата. Супер. Супербајк очекувано не разочара, само вети дека сезонава ќе биде интересна како и претходната и таа пред незе и така натаму. Може би во поглед на шампион, претходната не беше толку многу драматична, ама трките беа супер интересни. Да. Ќе видиме што ќе се случи оваа година. Се уште е премногу рано, има премногу трки, особено зашто возат по 3 за еден викенд. Да. Така да останува да следиме. Останува да следиме и да се надеваме дека барем ако не секој нареден тркачки викенд ваков да биде, онда да се надеваме дека ќе има измешување на картите повторно. Ете, за тоа се и тука овие сите споменатите и Топрак и Реа, кои што сменија тимови, па Јаноне као нова крв, не толку свежа како Булега, меѓутоа пак ќе даде некој шмек на целиот шампионат. Кавасаки го спомнавме дека работи можеби подобро од било кога, од последните 2 години секако. Ямаха као Ямаха, ако успее Реа да се врати во форма, супер, ако не имаат Локатели го имаат тука, ги имаат и Агетер добро возеше и Реми Гарднер немаше среќа и он добро возеше, значи сите 4 Ямахи да кажам беа тука негде. Нема зашто да се жалат, Дукати као Дукати еве покрај Петручи и Јаноне, да не ги повторуваме цело време, Баутисти и Булега не им ни требаат други, има доволно за врвот. Тоа е тоа, мислам дека Супербајк ќе ни биде одлично дополнување кога ќе ни фалат трките од MotoGP. Да. И со ова може слободно да ја затвориме оваа наша прва официјална епизода, која што се уште не е толку многу организирана и структурирана, особено во изгледот на нашите спални соби. Да, дефинитивно. Тебе, драги гледачу, или вас, драги гледачи, ви замолуваме да кликнете еден лайк на видеото на YouTube, да ставите коментар, да кажете што ви беше хайлайт вас на оваа трка, во овие трки, односно овој Мото Супербајк викенд, и што би очекувале од нашите муабети понатаму поврзани со MotoGP и Супербајк. Така. Не е лошо и некое прашање да се постави, за да ни дадат и на нас насока, едноставно да биде интерактивно дружење, да не биде еднонасочно. И секако гледаме да бидеме што е можно пократки, затоа што знаеме кој колку има време да следи подкасти и така натаму. И нека кажа слободно, нека забелешка. Едно нешто што го приметив од кога почнавме да зборуваме, не правиме преглед на трките и не кажуваме резултати, туку едноставно се надоврзуваме на муабетот за оние што ја гледале трката. Ако не сте ја гледале трката, први го гледате муабетот, веројатно делови нема да бидат комплетно интересни и јасни, така да изгледајте ги трките, па после слушајте, не пошто немаме намера да раскажуваме. За гледањето, иако не сме спонзорирани од Супербајк и од Eurosport, меѓутоа има добра, еве, да ја и Даре шеруваме фактички акаунт, така да не е нешто кој знае колку голема гимнастика, знам дека сум слушал изговори, немам кај да гледам. Eurosport може да се снима секако, јас ги комбинирам двете варијанти или акаунтот. Значи 20 кусур долари или евра е годишно пристап на Eurosport Player, кај што ги имате стамено сите стрки да ги гледате од после веднаш само што ќе завршат.
И за разлика од телевизија, ја нема Супербол трката, на Eurosport ја нема, а овде ја имаш со акаунтот, со користење на акаунтот, така да стварно буквално немаш и тренинзи, и све има, немаш проблем да следиш спорт, ете, со едно искачање у кафана се За разлика од MotoGP, Така она што е видео пристапот, видео пасот кој што кошта ѓал и пол, ова е прифатливо. Така. Да, ама имаме, фала Богу, спорт клуб, тука сме покриени. Океј, тогаш. Фала да нижо на муаветот. Остану ми поздравен и Фала се ти, гледаме Дарио, официјално пред малите камери за неколку недели со стартот на MotoGP сезоната. Така е, окей, поздрав, се гледаме. Чао.